Денеска ние се наоѓаме пред еден таков историски предизвик кој што е многу значаен, не само за Македонија, не само за македонската нација, туку и за сите граѓани во оваа држава. Зошто? Затоа што на овие избори за прв пат ќе имаме една македонска политичка партија, неколку албански и една партија која што е, не знам како да ја наречам, пошто вчера лидерот на таа политичка партија јавно кажа дека се одрекува од родот свој. Јас барем така го сваќам тоа, дека изјавата на Зоран Заев гласи дека веќе СДСМ не била македонска политичка партија, туку била мултинационална, со доминантно македонско гласачко тело. Ево, јас денес ќе ја поставам оваа дилема пред вас, дали може би треба македонското гласачко тело овој пат да му ја исполни желбата на Зоран Заев и овој пат да не биде доминантно гласачко тело кое што ќе излезе на тие избори и ќе гласа за СДСМ. Но тоа е до македонското гласачко тело, до македонците не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. И јас ја користам оваа прилика да апелирам до сите македонци кај да се наоѓаат. Дали во овие 25.000 квадратни километри или на секаде на светот, ни американскиот континент, Европа, Азија, Америка, било каде. Ајде да му ја исполниме желбата на Зоран Заев. Овој пат. Човек има право на последна желба. Ајде да му ја исполниме на вистина. На вистина таа да биде мултинационална политичка партија, но да не биде македонското гласачко тело доминантно. Тоа е вистинскиот предизвик. Само така ќе го направиме првиот чекор кон исправање на една голема неправда кон македонскиот народ, граѓаните на оваа држава, но и на Македонија. Тоа го можеме само ние. И тоа зависи само од нас. Нека не ни кажуваат дека овој или оној го држал, дека овој му ветил тоа или оној му ветил тоа. Тоа не постои во реалната политика. Народот е тој кој што дава и народот е тој кој што зема. Многу лесно вие можете да создадете перцепција за една власт, дека таа власт ги изневерила гласачите, ја изневерила довербата на гласачите и станала криминална. И тогаш многу лесно вие можете неспособна опозиција да инсталирате да биде власт. Но многу тешко неспособна и криминална власт може да одржите, која и да бидете светска велесила. Народот ќе ги казни. И затоа сега е денот, кога народот треба гласно да зборува позади гласачката кутија и да ги казни за сите неправди кои што ги донесува овие 30 и неколку месеци. Ке се изнаслушаме се. Во овие 7-8 недели до тој 12 април. Буквално се. Секакви оправдувања ке се изнаслушаме од Зоран Заев и тие малкумина кои што му остана верни. Дури можеби ке слушаме дека и бесмртност ќе ветат само за да се задржат во фотелите. Знаете зашто тоа ќе го прават? Затоа што знаат дека се грешни. Сите сме ние смртници и грешиме, но они знаат дека се многу грешни. И знаат дека после 12 април и сите овие гласноговорници кои што ми ги праќаат да се договараат, се враќаат со лоша вест. Нема договор со овој. И знаат дека после 12 април ќе одговараат. Затоа се исплашени. Затоа што знаат дека после 12 април конечно доаѓа институтот одговорност за се што направија изминатиот период.